Благодарам. Денес Зоран Заев најави вонредна пресконференција за ова попладне, на која што македонската јавност очекуваше дека ќе каже нешто вонредно битно и значајно, нешто поради кое што нели се свикува вонредна пресконференција, но наместо тоа видовме една бледа, беззначајна пресконференција и македонската јавност се прашува, а и ВМРО-ДПМН, која беше потребата од оваа драма и драмолетка, би рекол, која што се случи попладнево. Потребата од драмата, односно драмолетката која што се случи попладнево, беше да се сокрие паниката која што денес го фати Зоран Заев после она што го видовме во судот за случајот рекет. Зоран Заев се надеваше дека корона кризата ќе го спаси него и неговите најблиски од одговорност и од дознавање на јавноста што се случувало со рекет, но еве денеска вистината излезе на виделина. И затоа, наместо да држи пресконференции без поента и без цел за економската состојба во Македонија, за која што и самиот призна дека веќе не блеска, напротив, туку дека е во тешка рецесија, најмногу заради недомаќинското работење негово и на тимот составен од Нина Групер, Мила Царовски и останатите кои што не знаат да водат економија, Зоран Заев треба да одговори на прашањата кои што денес ја интригираа македонската јавност. Зоран Заев треба да одговори зошто, според тврдењето на првоосомничениот Бојан Јовановски, го предупредил дека бил под истрага и против него имало случај уште на 3 април. Далеку пред да биде покренато обвинение против инволвираните во случајот рекет. Бараме Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство против Зоран Заев да отвори случај за сторено кривично дело, прикривање и помагање во сторување на кривично дело. Тоа значи дека паѓа и во вода тврдењето на Зоран Заев, дека тој прв го пријавил случајот рекет уште на 22 април минатата година. Ако на 3 април ги предупредил осомничените, тогаш е невозможно на 22 април минатата година да го пријавил, нешто всушност за што не достави ни писмена белешка како доказ во јавноста дека навистина го пријавил. Втората дилема е што барала главната обвинителка Русковска во друштво на прво осомничениот Бојан Јовановски, со кој што нарачувале монтирани медиумски прилози за неистомислениците на Русковска во судството и обвинителството. Ова открива две работи. Имало медиум кој што бил злоупотребуван од власта и постои целосна соработка помеѓу обвинителството, Трастра судството и Зоран Заев. Трето, исто така многу важно, Зоран Заев е должен да одговори каква е таа олесната положба која им ја ветил на делот осомничените по истрагите на специјалното јавно обвинителство. За какви повластувања говори Зоран Заев? Тоа е незаконско действие и бараме Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство да отворат истрага против Зоран Заев. И четврто, во делот сведочењето на првообвинетиот Бојан Јовановски се дознава дека Зоран Заев ги наместил изборите во Охрид и дека имало изборни нерегуларности. Бојан Јовановски вели, цитирам: Заев со Кичејец зборуваа за местење на избори во Охрид, а Кичејец имаше своја паравојска. Затворен цитат. Оттука итно и неодложно бараме Министерството за внатрешни работи и обвинителството да спроведе целосна и темелна истрага за спроведувањето на локалните избори во Охрид и да истражи евентуални нерегуларности, како и изборни манипулации и местенки од Зоран Заев и неговиот омилен рекетар. Сето ова потврдува и дава објаснување за клучното сомневање. Зоран Заев е мозокот и октоподот на рекетот и тој е на врвот на пирамидата на рекетирање на многу бизнисмени, а се сомневаме дека вкупната сума надминува 20 милиони евра, нешто за што ќе се видиме со Заев и на суд. Оттука како петто, бараме од обвинителството да го прошири, да ја прошири истрагата за случајот рекет и да го осомничи Зоран Заев како организатор на рекетот во Македонија. Ова е огромен доказ дека зад криминалот и рекетот
стоело едно лице на врвот, на пирамидата, капо ди тути капи, Зоран Заев. Благодарам.